Ке има доста промени во овој закон. Прво ќе преминеме на модуларно студиски програми. Нема да имаме веќе 1400 студентски програми и факултети на програма на која се запишуваат 20 студенти. Тоа ќе го избегнеме. Ќе бараме значаен квалитет. Еве да речам, една од мерките за подобрување на квалитетот и за покачување на Шангајската листа е заострување на критериумите за избор во звања, од асистент до редовен професор, со еден реизбор на редовните професори после 7 години. Реизбор на редовен професор. Тоа е новина. Зајакнати критериуми, повеќе трудови, повеќе во импакт фактор. Ке се обидеме заедно со групата со која што работиме да изнајдеме начин да добијат универзитетите една развојна компонента, значи оние што ќе имаат најдобри резултати во неколку столбови од нивната поставеност да добијат поголем буџет, за разлика од оние кои нема да покажуваат резултати да добијат помал буџет годишно, што го дава државата. Ке се потрудиме да обезбедиме соодветен кадар според систематизацијата на факултетите, универзитетите, како и да кажеме, ке ја зајакнеме контролата во приватните универзитети за кои што сме свесни дека продуцираат неквалитетен кадар. Правиме комплетна реформа на Агенцијата за квалитет на образованието, значи на незината структурна поставеност, но и на незината функционална поставеност, со тоа што Агенцијата за квалитет одобрува студиски програми, одобрува отварање на универзитети, на факултети. Тука исто така ги зајакнуваме критериумите, користиме европски практики. Ке донесеме формула за функционирање на универзитетите, која не е строго поврзана со законот, но ќе влијае силно на буџетите на универзитетите.